Пожарот кој избувна кај Гевгелиско Милци се закануваше да го зафати граничниот премин Богородица, армиската карула и околните хотелски капацитети со казина и бензински станици е ставен во мирување. Цели 4 часа беа потребни за да се локализира големиот пожар, кој одреден временски интервал го затвори граничниот премин кон соседна Грција, а сообраќајот се пренасочуваше кон Дојран. Гевгелиските пожарникари, но и од околните општини, кои со неколку возила успеа да го стават под контрола пожарот и покрај ветрот што дуваше, вечерва остануваат кај Милци. Ке патролираат да не се активира повторно пожарот кој предизвика само минимална материјална штета. Значи нема материјална штета, евентуално караулата има едно возило од гранична полиција, има изгорено, тоа е минимална. Да, остануваат, имаме помош од Кавадарци, Неготино, Демиркапија, комунално и општинската администрација. Во гаснењето на пожарот се вклучи хеликоптер на армијата. Директорот на Центарот за управување со кризи Ангелов вели дека во земјава интервенираат 2 армиски хеликоптери, а од вечерва се активираат и 3 хеликоптери од соседна Србија. Во овој момент имаме 2 армиски хеликоптери кои што можат да гаснат пожари и затоа крајно рационално се трудиме да ги користиме, односно ги шетаме од едно на друго место, онаму каде што е неопходно, а по потреба доколку процениме, ги пуштаме двата да действуваат на исто место и воедно во секој момент треба да почнат да действуваат 3 хеликоптери од Србија. За сега не се знаат причините како настана големиот пожар кај граничниот премин Богородица и ги стави во опасност неколкуте хотели, бензински станици, но и армиската карула, од каде се патролира македонско-грчката граница. Околу 30 хектари борова шума и тешко моторно возило на граничната полиција кај армиската карула изгореа во денешниот пожар на локалитетот Милци кај граничниот премин Богородица. Пожарот попладнево беше ставен под контрола и граничниот премин Богородица, кој што беше затворен повеќе од 2 часа, отворен за проток на патници.